Очекувам да ја вклучиме колешката Ирина Спировска, каде што ќе разговара со доктор Стефан Јованов, доктор по општа медицина. А напоменавме и во вестите слушнавте дека се поголеме бројот и полни се амбулантите со заболени од вируси и грип. Меѓутоа, како да се заштитиме и ќе зборуваме токму за тоа, пренесување и начини на заштита. Ирина, добро утро до тебе и добро утро до нашиот гостин, па ајде да слушнеме совети од него. Добро утро, поздрав до сите што во моментов се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Утринава се јавувам во живо од приватната здравствена установа Вергина Медикал, како што најави ти Слободанка. Зборуваме со доктор Стефан Јованов на тема сезонски грип, бидејќи истиот е во полнек. Сезонскиот грип или инфлуенса ги зафаќа горно-респираторните органи, но во одредени случаи може да предизвика инфламација и на белите дробови и токму затоа треба да бидеме исклучително предпазливи, особено кога има голем број на заболени. Пред се, добро утро, доктор Стефан. Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата за гостување во утринската емисија. Секако да ги поздравиме и гледачите на Алфа телевизија. Како што веќе напомена, значи во екот на сезонскиот грип сме. Најпрво би сакал да кажам дека тоа не треба да не плаши ниту нас, ниту пациентите, заради тоа што сезонскиот грип е едно вирусно заболување кое што најчесто ги зафаќа горните респираторни патишта, но е битно да се каже дека секогаш е проследено со блага до умерена клиничка слика, со лесни симптоми кои што најчесто не даваат посериозни компликации. Да се заштитиме од грипот, односно на што треба најмногу да внимаваме, кои се начините и механизмите на кои што грипот се пренесува. Така, значи, како што веќе напоменавме, станува збор за горно-респираторно заболување, но може да даде клиничка слика која што ќе го зафати и белодробието во целост. Битно е да се каже дека, бидејќи се наоѓаме веќе нели во зимските месеци, најдобро е проветрување на просториите во кои што има поголема група на луѓе, во институциите каде што се движат пациентите, каде што има поголема циркулација на луѓе, таму да се носат маски како заштитни мерки, хигиената, значи миење на раце со сапун. Исто така убаво е да се напомене дека во овој период од годината е битно да се внесуваат овоше, зеленчук, многу течности, витамини и минерали кои што ќе ни помогнат во заштитата, превенцијата, но и доколку дојде до само заболување за лекување на истото. Кога ќе ги почувствуваме првите симптоми на грипот, многумина од нас знаеме да се само лекуваме, ајде така да кажам, консумирајќи топли напивки, чаеви, лимон, одредени витамини. Кога всушност треба да се јавиме на доктор? Така, значи ние како лекари имаме два битни сегменти кои што секогаш сакаме да ги потенцираме на нашите пациенти. Најпрвен би морал да кажам дека еден од нив е тоа што пациентите скоро никогаш не треба сами да посегнуваат по антибиотици, затоа што грипот како заболување вирусно и антибиотиците никогаш не делуваат на ова заболување. Вториот сегмент кој што секогаш сакаме да го потенцираме и да ги едуцираме пациентите е тоа да никогаш не се јавуваат веднаш при појава на првиот симптом на лекар, заради тоа што нас не е проблем како лекари да диагностицираме и да воспоставиме било каков анамнестички преглед, заради тоа што секогаш е рано при првиот симптом да кажеме за што точно станува збор. Сега, нели, доколку дојде до компликација, доколку дојде до влошување на овие симптоми, тогаш лекувањето секогаш мора да биде водено од страна на лекар или здравствен работник, затоа уште еднаш ќе потенцирам антибиотици на своја рака не, затоа што тоа најчесто се случува со нашите пациенти кога веќе ќе дојдат во амбуланта, ни дават податок, а јас си почнав веќе антибиотик, препиши ми да продолжам. Но тоа е погрешно, нели? Какви видови на грип има, односно дали сите заболуваме од еден ист грип или всушност постојат различни варијанти? Постојат различни варијанти, значи да не навлагаме сега нели во патологијата, да не ги буниме нашите пациенти, што е битно да се знае. Секоја година сезонски Светската здравствена организација предвидува кој тип на сој од еден вирус би можел да биде повирулентен таа сезона. Врз основа на тоа ти даваат препорака за примање на или на оние сезонски вакцини врз основ на претходни некои сознанија. Но не секогаш може да се воспостави
правилниот, нели, да се установи кој е правилниот сој за таа сезона, се прават и грешки, но битно е да се знае дека не треба да има паника, дека сепак станува збор за вирусно заболување, најчесто како што напоменав поминува со лесна клиничка слика. Сега да, мораме да ставиме акцент на оние категории, групи на луѓе кои што се ризични, тоа ни се трудниците, повозрасната популација, луѓе кои што веќе имаат некакви хронични заболувања и акцентот да се стави кај најмладата популација, кај децата. Но сите останати не имаат потреба да се плашат. Најчесто ова вирусно заболување трае од 3 до 7 дена со лесна симптоматологија, подоцна поминува. Но имаме и варијации, поготово градското подрачје во Скопје, каде што знаеме дека имаме сериозно аерозагадување, кога и клиничката слика знае да трае малце подолго. Но пак ќе се навратам на моментот дека и да дојде до тоа, треба да се консултираат со својот лекар, да не превземаат иницијатива на своја рака со лекарства кои што само би донеле штета. Спомнавме дека иако грипот ги зафаќа горно-респираторните делови, некогаш може да резултира и со инфламација на белите трубови. Кои се најчистите компликации кои што може да ги создаде грипот и како да ги спречиме истите? Така, значи грипот може да даде и заболување на целото белодробие генерално, значи може да доведе до акутен бронхитис, до пневмонија, но за да го утврдиме тоа секогаш предходно треба, нели, да појдеме на лекар, да се консултираме со лекарот, да направиме диагностичка лабораторија. Убаво би било да се направи диагностичка процедура, дали тоа ќе бидат брисеви од грло и од нос, обавезно аускултаторен преглед со слушалица да се слушне дали воопшто има инфламација на белодробие, па подоцна да се воспостави таа диагноза. Иако спомнавте дел од начинот на кој што можеме да се превенираме, за да се заштитиме од грипот, еве уште еднаш на што треба да ставиме акценти, на што најмногу да внимаваме, односно што најредовно и секојдневно да конзумираме за да се заштитиме од грипот и да го направиме нашиот имунитет посилен. Така, значи во овие зимски месеци најбитно е да се внесуваат овош и зеленчук, затоа што тие се силни и потентни антиоксиданси, кои што ќе го намалат оксидативниот стрес на нашето белодробие, а со тоа и ќе не заштитат од било какви вирусни и бактериски заболувања на белодробието, доколку се има можност во викендите да се излегува од градското подрачје, да се посетуваат планините, да се излага на чист воздух. Пак ќе напоменам, обавезно да се носи маска каде што циркулираат повеќе групи на луѓе и многу е битно да знаат пациентите дека доколку веќе се јават симптомите, најдобро е да се остане дома, да не се во контакт со други луѓе, да не се во контакт со своите блиски, заради тоа што вирусот многу лесно може да се пренесе. Некако дел од нашата култура и традиција е да посегнеме и по лекови, да речам, од нашите баби и прабаби, односно домашни лекови. Што вие препорачувате да се користи за домашна нега кога веќе ќе се почувствуваат првите симптоми на инфлуенса? Така, па како што си знаеме, најдобро е чајче, обавезно да се конзумира поголема количина на течности во текот на денот. Све што претходно слушале од нели повозрасните, а што помагало, а не е хемија, би рекол, е секогаш добре дојдено. Значи се препорачува, предпоставувам, да се консумира и лукче, и кромиче, пчелини производи, ѓумбир. Така. Мед, матичен млеч, како што напоменавте, лук, кромит, све што нели доаѓа од природата, а не излезено од некоја фабрика, е секогаш по добре дојдено. Но секако и да не се остане само на тоа, доколку некој почувствува поинтензивни симптоми, секако треба да се јави кај својот матичен лекар и да добие медицински насоки како да постапува понатаму. Апсолутно, значи доколку симптомите траат повеќе од 3 дена и доколку симптомите се со појак интензитет, тогаш е препорачливо консултацијата и лекувањето да биде преку нивниот лекар или здравствен работник. И уште да спомнеме за она најосетлива категорија, децата, но и возрастните луѓе, односно пензионерите и луѓето во зрели години. Верувам дека треба да бидат многу повнимателни во однос на сите останати, затоа што токму кај овие генерации може да ескалираат брзо симптомите и да прогресира инфлуенсата.
Така, значи знаеме дека вчера започна стартот на второто полугодие од учебната година. Очекуваме дека бројот на случаеви кои што ќе бидат заполени од грип, односно инфлуенца, ќе се зголеми, поготово кај децата. Кај повозрастните секогаш препораката што ја даваме е пред да дојде овај пик на сезонскиот грип е тие да се имунизираат. Значи доколку се здрави е препорачано да ја примат вакцината, затоа што вакцината ќе превенира или ќе ги ублажи симптомите доколку се јави болеста. Секако, препораките за сите пациенти без разлика на старосната возраст се исти. Внесот на витамини, минерали, заштитните мерки кои што веќе ги напоменав се исти. У принцип тоа е тоа. Нема како, не треба да се плашиме затоа што и нема како да го избегнеме доколку се случи ќе пројде лесно. Доктор Јованов, благодарам многу за советите и за насоките кои што сум сигурна ќе бидат корисни за сите што не гледаат ова утро. Ние ќе им посакаме да имаат добро здравје, но сепак кога здравјето ќе ни се наруши, затоа сте тука вие лекарите. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Еве, од прилика на овој начин можете да се заштитите од сезонскиот грип. Послушајте ги насоките на доктор Стефан Јованов. За време на викендите барем одете во природа на чист воздух, пите доволно течности, консумирајте витамини и здрава храна и останете ни во добро здравје. Слободанка, поздрав од нас. Благодарам, Ирена. Преубави прашања, што се разбира и убави совети до сите нас. Благодарам уште еднаш, ви посакувам убав ден.